Затоа да му се помолиме и ова утро, Татко Небесен, доаѓаме кај тебе и ова утро, да ти одадеме чест и слава, да го слушнеме Твојот глас. Господе, води ме, изчисти ни ги срцата, Господе, кај тебе доаѓаме, зашто ти си силен, зашто ти си семоќен, зашто ти си добар Бог, ти си Татко наш небесен, Господе. Помогни ни, Господе, во нашите одлуки, во нашите решенија, во нашите стравови, во нашите гревови, ти ги зеде на Голгота, како што пеевме, Господе, и не изчисти, Господе, во овој Балкан свет. Затоа, Господе, те молам ова утро, благослови го Дејвид, кој што преку неговата уста, Господе, ќе го слушнеме Твојот збор, благослови ги сите присутни, Господе, благослови ги оние кои што се на пат, Господе, и во Твои раце се предаваме и овој ден, во името на Исус. Амен. Amen. Good morning to everyone. It's good to see you all today. Добро утро на сите, прекрасно што ве гледам сите. Yeah, just not long ago I came back from Austria, Неодамна се вратив од Австрија. and I was looking after my daughter Carolina there. И Therapy. се грижев таму за дечката ми Каролина, да примаше терапија. The last Sunday I was thinking we were going to maybe I'd do something with her and not go to church actually that last Sunday. Минатата недела си мислев дека ќе направам нешто со неа и можеби нема да одам на служба. I actually went to church, but it was a strange feeling for me of not going to church, thinking about not going to church on Sunday. Сепак најпосле отидов до црква, меѓутоа беше чудно чувството дека размислувам дека можеби нема да отидам на служба. I grew up as a minister's kid. Like imagine Sasha had a son I grew up as a minister's kid. Like my wife. Јас пораснав како дете на служител, на свештеник и за нешто слично како сопруга. That's a different kind of role growing up, isn't it? Like being a pastor's kid. It's not everyone has that experience. Тоа е поинаква улога да пораснеш како дете на свештеник. When I was a kid, I didn't want to go to church. I thought it was boring. Why must I go to church? Кога бев дете, воопшто не сакав да одам на црква, во црква мислев дека е многу здодевно. But now I feel it's very different feeling for me. Но сега чувството е многу поразлично. Of course, there are different ideas about church and going to church. Се разбира, постојат различни идеи за црквата и за одењето во црква. What is church? Што е црква? And today, maybe some of us are missing. Денес, можеби некои од нас ни недостасува. It's the holidays. Поради одморите. But we're still the church. Но сепак, се уште сме црква. Different ideas about what a church is. Различни идеи за тоа што е црква. Maybe church as a club. Church as a club. Да разгледаме црквата како клуб. And there are some good things in that. Има некои убави работи во таа идеја. A club, you could meet people with a common interest. You can have fun friends. Во клубот можете да се сретнете со луѓе кои што имаат заеднички интереси со вас и можете да се забавувате, да имате забавни пријатели. But there's more to a church than what that is. Но во црквата има нешто повеќе од само клуб. Think of church as a hospital. Да погледнеме на црквата како болница. People need healing. Каде што на луѓето им е потребно исцеление. And there's some truth in that, right? И има некоја вистина во тоа, нели? Because all of us need healing. Many of us have brokenness, relationships, physical. Бидејќи на сите нам ни е потребно исцеление и постои некоја скршеност дали во меѓусебните односи или во физичкото тело. We can think of church as oasis. Може да разгледуваме црквата како оаза. Thankfully here I can be quiet. I can have refuge and I can meet with God. Благодарен сум за тоа што тука можам да најдам едно прибежиште, да бидам тивок и да се сретнам со Бог. And that's absolutely central. We meet with God, we worship God in church. И тоа е навистина централно. Тука се среќаваме со Бог и го
го уважаваме. But there's more to church than that. Но во црквата е и повеќе од тоа. Other ideas. Church can be an online event. А други идеи, црквата може да биде онлайн настан. So it's, hey, it's COVID and or I'm busy or it's Sunday morning, and Тоа се случи нели во ковидот или на пример кога сме запатени во неделното утро. maybe in COVID that's good, but there's more to church than that, right? Може би во ковидот тоа беше добро, но црквата е многу повеќе од онлайн настан. Or what about church? It can be a place of conservative values. Може да ја гледаме и црквата како на место со конзервативни вредности. There's so much chaos, thinking in the world, and here, we keep what's true and conservative values. Постои многу хаос и многу хаотично размислување во светот и тука некако ги зачувуваме тие вредности што се потребни. And that can be very good. Тоа може да биде многу добро. At the worst, it can just be some sort of, I don't know, where we can feel a little bit right-wing and safe politically somehow. А во најлош случај можеме да бидеме десницата во општеството. But the church is salt, so there's something good about true values are here. Црквата е сол, така што има нешто добро во тоа да се зачуваат тие вистински вредности. So there's more to church than that. Така што има и повеќе во црквата од тоа да биде зачувувачна вредност. Church, another idea is church as optional activity. Друга идеја е црквата како една дополнителна активност. Yeah, just to keep in touch, go every 6 weeks. Така само да се одржуваме контакт, да одиме таму секои 6 недели. I don't know, I keep my card, my church, my Christian card, but it's optional activity, but just go sometimes. Ја чувам таа картичката за во црква, меѓутоа тоа ми е само така некоја дополнителна опција. So there's more to church than what that is. Црквата е многу повеќе од таа активност опционална. Or church can be just a place to be passive. Или црквата може да биде место каде што вие сте Just passive, and there's the speaker is actually a good. Sasha is a good speaker. He's a gifted orator. Например, имаме тука и говорник, да речеме Сашо е многу добар говорник. And that can be entertaining. И тоа може да биде забавно. And that's not bad. That's good. Тоа не е лошо, добро е. But there's more to church than that. Ама црквата е повеќе од тоа. Antonio is going to read something for us from the Gospel, Антонио where Jesus speaks about church, and this is one of the very few places in the Gospel where Jesus actually mentions the word church. He only does it twice, and this is maybe the most famous part. Антонија ќе ни прочита еден пасус, тоа е еден од двете места каде што Исус зборува за црквата. If you have a Bible or you want to follow, it's Matthew chapter 16. Ако носите Библија со вас и сакате да следите, во Евангелието по Матеј, 15 глава, Verse 13. 16. Verse 13 to 13 стих До 20. до 20. И кога дојде Исус во областа на Кесарија Филипова, ги праша учениците своји и рече: Што велат луѓето, кој е Синот Божи? Ти одговорија: едни дека е Јован Крстител, други дека е Илија, а некој дека е Еремија или дека е еден од пророците. А тој им рече: А вие што мислите, кој сум јас? Симон Петар одговори и рече: Ти си Христос, Синот на живиот Бог. Тогаш Исус му одговори и рече: Блажен си ти, Симоне, сине Јонин, зашто тело и крв не ти го открија тоа, туку мојот Отец кој е на небесата. А јас тебе ти велам, ти си Петар и на тој камен ќе изградам црквата своја и вратите на пекало нема да ја надвладеа. И ќе ти ги дадам клучевите од небесното царство и што ќе сврзеш на земјата, ќе биде сврзано на небесата, а што ќе сврзеш на земјата, ќе биде разврзано на небесата.
Тогаш Исус им заповеда на учениците своји да не кажуваат никому дека тој е Христос. Jesus said, I will build my church and the gates of hell will not prevail against it. Исус вели, јас ќе изградам црквата и портите на адот нема да навладеат. He uses a special word for church. И користи тука посебен збор за црква. The word he uses, it's ecclesia. Зборот што го употребува тука е еклесија. For the Greek, Roman speakers of the empire, for the non-Jews, За неевреите, за грчко-римските говорници во империјата, this word has no religious meaning. овој збор немал религиска конотација, религиско значење. The Jews might have thought of the people of Israel moving in the wilderness before they come to the promised land. This was the people of God, this group of people with this word. За евреите можеби би значило народот кој што се излегол од пустината и се придвижил кон ветената земја. But for most people in the Roman Empire, this would not have meant. It had no meaning for them. За повеќето луѓе од Римската империја овој збор немал такво значење, немал некое значење за нив. Jesus didn't say, I will build my, he could have used a different word maybe. He could say, I will build a synagogue. He didn't use the word synagogue. Можеби можел Исус да употреби некој друг збор, можел да го употреби зборот синагога, но не го употребил тој збор. I will build my synagogue and the church of gates of hell will not prevail. Јас ќе си ја изградам мојата синагога и портите на адот нема да надвладеат. And synagogue means coming together, so it's something like I don't know, Zajednica, something like that. Синагога значи нешто како заедница. He didn't say that. Но не го употреби тој збор. He didn't say there's another Greek word, the word which is cerkva or English church come from another Greek word. Зборот црква потикнува по денешно време што го употребуваме, потикнува од еден друг грчки збор. That comes from a word kuriakon, Куријакон е зборот. which means the house of the Lord's house. И тој збор значи господовиот дом. And that's it focuses on a building. И фокусот тука е на зградата, на објектот. And that's very much kind of the pravoslavna kind of feeling of И physical тоа ни church. дава некое чувство како во православна Come храм. in and out. Focuses on the building, Фокусот е на објектот, not on people. не на луѓето. But maybe on the Lord, it's the Lord's house. Меѓутоа сепак го сметаат како Господов дом. But Jesus didn't use those words, he used a different word. Исус не го користеше тој збор, употреби сосема друг збор. And for the non-Jews in the empire, За неевреите во империјата, the ecclesia is a legal democratic assembly. еклесија е правно демократско собиралиште. And special people, special citizens are invited together, they're summoned, they're invited to come to a meeting. И посебни луѓе се повикани да дојдат на една средба. And there's a privilege to come to that meeting. И е привилегија да се присуствува на таа средба. And in this assembly, they're making decisions for the people. They're making decisions for the city. И во таа заедница тие донесуваат одлуки за народот, за градот. They're making decisions for the polis, the city, the Greek emperor. Прават, донесуваат одлуки за полисот или градот. So it's kind of a political word. Како на некој начин е политички збор. And this was a place where power was exercised. Ова беше место каде што се практикуваше моќ.
And I wonder why Jesus, or why this word is there in the gospel. Јас се прашувам зошто тој збор се наоѓа во Евангелието. I think when Jesus, well, the use of ecclesia for the church, Зборот, употребата на зборот еклесија за црква, it emphasizes a dynamic assembly of citizens. го истакнува фактот дека постои една динамична заедница граѓани Who are appointed to govern and establish his kingdom on earth, in the кои city. се назначени да владеат и да го воспостават неговото царство на земјата. I think Jesus is redefining how his followers will interact with the world around them. Мислам дека Исус на некој начин го редефинира начинот на кој што неговите следбеници ќе живеат и ќе владеат на земјата. Kingdom authority will be administered Авторитетот на царството ќе биде пренесен, authority is exercised, ќе се практикува авторитет, so heaven's will happens on earth. The will of Heaven's desire окей, takes place heaven's will. on earth. Окей, и небесната волја ќе се исполни на земјата. And Jesus gives keys, the keys of authority И Исус for the use of this authority. Исус ги дава клучевите за употребата на тој авторитет. For the Greeks, the ecclesia acted for the good of the polis, of the city. За грците еклесија беше означуваше дека некој действува за доброто на градот, односно полисот. And was taking actions for others. И преземаше дејства за другите. So it's good what's happening in the assembly, but there's thinking about others on the outside of the assembly as well. Значи добро е тоа што се случува во самата заедница, но тие преземаат акции за доброто на тие што се надвор од заедницата. Ecclesia literally means called out people. Called out. Еклесија буквално значи избрани луѓе, Not just anybody, повикани луѓе. special people. Не е било кој, посебни луѓе. Igor, called out. Игор, повикан. And who's calling out? Jesus says it's my church, my ecclesia. И кој повикува? Исус вели тоа е мојата црква, моја еклесија. He's calling out his people. Тој ги повикува луѓето. Antonia, come Antonia. to our ecclesia. Come to our, Дојди во нашата еклесија. and you play your role. И ти си ја вршиш својата улога. And Maria, it's so nice to meet you today. So she called you out years and years ago to be part of his ecclesia. Вели дека и мене ме повикал пред многу години за да бидам дел од неговата еклесија. And we said before, ecclesia focus on people, И спомнавме претходно дека еклесија фокусот е на луѓето, not just the building, не на зградата, на објектот, but building is important, building's good, иако објектот е важен, but the focus on the assembly. но фокусот е на заедницата, на собраните луѓе. Kind of a new government, a new kingdom is coming. My kingdom is coming. Ново управување, неговото царство доаѓа. It's interesting when Jesus was, he said this to his disciples when they were in a place called Caesarea Philippi. Исус на своите ученици кога беа во Цезареја им рече. And that was a polis. That was a Greek-Roman city. Инаку тоа беше полис, град, It wasn't a Hebrew city. римски град. And they had the king Herod, Philip, Тие го имале цар, или? Philip, yeah. But there was no assembly there. Но немаше заедница таму. But Jesus is saying, I'm going to put me. And remember, Peter's confession was, who did people say? Peter says, you are the Christ, you are the King. Помните која беше изјавата на Петар кога Исус праша кој сум јас? Тој рече ти си Христос, Божиот Месија. It's his assembly, and he's building an assembly maybe where there is actually no assembly.
тој гради неговата заедница. And then Jesus makes very strong claims about the church. I will build my church, and the gates of hell will not prevail against И it. тука Исус дава една многу силна изјава. Јас ќе ја изградам црквата и портите на адот нема да ја надвладеат. Also near this place, the city of Herod, this Roman city, this Greek Roman city of Herod, Исто така овој град бил познат како градот на Ирод. it wasn't a Jewish city. Не беше еврејски град. It was a major place of worship of a pagan god, Pan. Многу значаен град каде што се обожавал некој пагански бог Пан. Pan. And Pan was a half human and half goat. А Пан бил пола човек, пола коза. The people interacted with Pan with all kinds of occult activity and magic and sorcery. И луѓето доаѓале да му оддадат почит на тој бог Пан со секакви окултни работи и магии. But Jesus is saying this will be an active, offensive assembly. That the ecclesia, the church, will be an offensive, Offensive, will be David. fighting assembly. Дека Исус вели дека црквата ќе се бори против таквите действија. And it will be capable of breaking down И ќе можат да го разрушат and overturning и да го надвладеат, да го поразат, spiritual strongholds of darkness. да ги поразат духовните утврди на темнината. An enemy has strongholds, has fortifications, Непријателот има утврди, тврдини, powers, сили, weapons of war. воени оружја. The city gates in the ancient world were also places where decisions were made, where a different government would make decisions about what happens in the city. The city gates? Yeah, the city gates. Градските It was a place of judgment, a place of decision. Градските порти биле место каде што се донесувале важни одлуки. So on one hand you have the assembly of God Од една страна имаме Божјата заедница, making decisions. која што донесува одлуки. On the other hand you have the city of death, which is thinking about how to fight God's Од people. друга страна имаме една група која што донесува други одлуки за да се борат на друга на But Jesus is saying the gates of hell will not prevail against the church. Но Исус вели портите на адот нема да надвладеат да надвладеат црквата. The church is invincible. Црквата е непобедлива. No matter what deception Без comes оглед from the gates of hell, какви разочарувања ќе дојдат од портите на адот, what heresy, каков ерес, what power, каква моќ, the darkness cannot defeat Christ's assembly of believers. без оглед на тоа, темнината не може да ја порази Божјата заедница. Death cannot overcome God's assembly of believers. Смртта не може да ја порази Божјата заедница на верници. That assembly, his church, is invincible. Таа заедница, неговата црква е непобедлива. That can be, we can think, how can we be such a special people? How can we be strong like that? Може би си мислите како можеме да бидеме толку посебен народ, толку силни. Well, Jesus says, it's my church. Doesn't say, Antonio, you just build the church. Or even Peter, who he's speaking to, you build the church. He says, I will build the church. Исус тука вели, јас ќе ја изградам црквата. Не Антонија, не некој друг. Исус самиот ја гради црквата. This ecclesia, this church belongs to Christ alone. Ова еклесија, ова црква му припаѓа само на Христос. He is the king. Тој е кралот. Jesus didn't ask his disciples, who are you? All about you. Who are you? Peter, who are you? John, who are you? James. Исус не им постави прашање на учениците, Петар, кој си ти? Или Јован, кој си ти? Или Јаков, кој си ти? He said,
Who do people say that I am? Тој праша, кој велат луѓето дека сум јас? What do people talk about me? Who do they say? Што велат луѓето за мене? And the disciples thinking, oh, some people say you're John the Baptist. И учениците си размислуваат, па некои луѓе велат дека ти си Јован Крстителот. It would have been like resurrected John the Baptist. Тоа би било воскреснатиот Јован Крстител. Maybe you're Elijah. We heard Elijah's going to come again. Може би си Илија, слушнавме дека Илија пак ќе You're дојде. a great prophet like Jeremiah. Голем пророк како Еремија. But who do you say that I am? А потоа вели, ако велите дека вие дека сум јас, And that's encouraging. It's not who do you say you are, but who do you say that I am? значи интересното е тоа што не вика кој велите дека вие сте, туку кој велите дека сум јас. And Peter, you know the story already. He says, знаете приказната Петар. you are the Christ. You are the King, the anointed King Ти си помазаниот цар of the world, of the universe, на светот, на универзумот, the Son of God. Божиот син. And even Peter didn't even think of that. И дури Петар не размислувал за тоа. Jesus said, you need the God even to help you to see that. The Father's revealed this to you. И Исус му вели, тебе ти е потребен Бог за тоа да го видиш. Таткото ти го откри тоа. But you are the Christ, you are the King. Но тој вели, ти си Христос, ти си царот. And Jesus says, yes, and I will build my church. И Исус тука вели, да, и јас ќе изградам мојата црква. He alone builds it. He alone Тој builds it. самиот ја гради, He alone sustains it. тој самиот ја одржува, He feeds it. ја храни. He builds the church, the ecclesia, Тој ја гради црквата, еклесија, into a stronghold во една тврдина, against which the powers of evil, против која силите на злото they bring a continual siege. You know what a siege is? When it's mountains around. постојано прават обсада, силите на злото. Continual siege. They never give up. Постојано прават обсада, They никогаш не keep се coming. They одржуваат. don't get tired. They just, Продолжуваат да доаѓаат, не се изморуваат. they're on a defeated side, but they keep on. Тие се од поразената страна, ама сепак продолжуваат и продолжуваат. But it will all be for nothing. Но сето тоа ќе биде залудно. For the gates of hell will not prevail against my church. Затоа што портите на адот нема да ја надвладеат мојата црква. He builds his church. Тој ја гради својата црква. And I think we can be encouraged because this is wow, church, invincible church. И мислам дека можеме тука да се охрабриме, замислете колку е тоа посебно дека имаме непобедлива црква. Who are we in our weak situations? We're just little, we're small. Кои сме ние во некои тешки ситуации, ни се чини дека сме мали? What can I do? What, my little world. Што можам јас да сторам во мојот мал свет? But Jesus built it. We can see Jesus building his church in the Macedonian situation, in this church, in this group of people. Но ние можеме да видиме како Бог ја гради својата црква во оваа ситуација тука во Македонија. I used to have a prayer book called Operation Mercy. Called Operation World. It was called. It was my organization. The Operation World. It was a book of prayer we prayed for the world. Имав еден молитвеник кој што се нарекуваше Operation World. Yeah, that's it. And it talked about the church. It's okay. Светско делување, не знам, делување во светот. Little sections were about different countries, and you prayed for one country. И имаше мали делчиња за секоја земја и се молевме за секоја земја. And the section on Macedonia, И делот за Македонија, it always says the church is small, but in English it says punches above its weight. It fights, has bigger effect than its little, how few they are. И делот за Македонија вели црквата е мала, но се бори многу повеќе од она обична тежина што ја имаат борците во различна категорија. Има поголемо влијание. Yeah, we see how people like Sasha have been used to bring people to Jesus.
И For decades. луѓе како Саше кои што постојано доносат луѓе кон Христос со децени. So nice meeting Maria today. She come to Christ through Sasha. What year was that? When was that? It was 1994. 1994. That's 30 years ago. Yes. Исто така и јас го спознав Исус Христос преку Саше, претходно му спомнав и тоа беше одавна. And churches have started all over Macedonia. И цркви се основаат на секаде низ Македонија. The church has had that bigger vision, reaching the world outside of just the people who are in church. Црквите имаат поголема визија од тоа само да се досегнат кон луѓето кои што се во црквата, туку сакаме да се досегнеме надвор. Maria played a very big role with the refugee crisis. Big work. Марија имаше огромна улога кога настана кризата со бегалците. Многу голема дел. In the last years, Antonia's here. Antonia has been a leader for women on the Muslim side of the city, changing lives. Во последниве години Антонија е тука и таа е водач на жените во муслиманскиот свет. Where decisions are made for the city, for the good of the city. Каде што одлуките се донесуваат за градот, за доброто на градот. Antonia, a privileged member of the Ecclesia of God. Антонија е привилегиран член на еклесијата. We work together with Operation Mercy as part of this church, yet in the Muslim in Shaib. Ние действуваме заедно во организацијата што се вика Операција Милост во Чај меѓу муслимани. This church has been involved in taking people out of corrupt religious situations where money is being exploited out of people and saving them, freeing them out of that situation. Црквата е исто така вклучена во тоа да се извлечат луѓето од корумпирани финансиски ситуации каде што saving them into? Well, getting them out of like a cult. Where people are stealing money from them. Од каде што луѓето им крадат пари, им земаат пари. And isn't that true? Some of you are those people. И нели е тоа вистина? Некои од вас беа. Jesus says, I will build my church. А Исус вели, јас ќе изградам мојата црква. I will build my church. He's been working. So he's been making a place where there is grace and all different colors of people can feel accepted here. Исус гради место каде што има благодат и сите различни луѓе може да се почувствуваат прифатени. I think one of the beautiful things about Trinitas Church is that it's warm, accepting, everyone is welcome. Една од убавите работи на црквата Тринитас е затоа што е топла, ги прифаќа сите луѓе и им посакува добредење. So Christ, he's building his church. Here. Христос ја гради својата црква тука. I think we can find, coming back to Peter, we can find more encouragement when we see who is Peter. Ако се навратиме кон Петар, можеме да најдеме повеќе охрабрување ако видиме кој е тој. The question is to Jesus. Jesus asked the question, who am I? And I'm the Christ. Исус го постави прашањето кој сум јас и нели кажа дека Христос. But then Jesus speaks to Peter and he says something to Peter. Но потоа Исус му зборува на Петар и му вели нешто на Петар. And I think he says something, it's very encouraging what Jesus says to Peter. Многу охрабрува тоа што му го кажа на Петар. Especially for us, ordinary people. Особено за нас, обичните луѓе. I think Peter would have felt like an ordinary person. Мислам дека Петар би се чувствувал како некој обичен човек. When Jesus called him in Galilee, Peter said, "You make a mistake. You make a mistake with me. You're the wrong person." Кога Исус го повика во Галилеја, тој си мислел, па ти правиш грешка, јас само сум обичен човек. And here's Jesus. He's saying, "Oh, Peter, yes, you're the rock." Еве го Исус кој му вели на Петар, ти си карпата. You're the rock. You're like a foundation. Ти си како основа. People are going to stand on you, can build on Ќе this. стојат, ќе застанат наврз тебе. Yeah, he knew perfectly well. Jesus knew perfectly well Peter was going to fail.
А Исус совршено добро знаеше дека Петар во неодредени моменти нема да успее. Peter was going to say, I don't even know Jesus. I don't know him. Петар во одредени услови кажа дека не го знам, не го познавам Исус. And under heavy pressure when Jesus was arrested, При тешкиот притисок кога Исус беше уапсен, he was swearing. He was calling down curses on himself. I don't know anything about this. тој се колнеше дека не го знам, не го познава Исус. Imagine how he felt like a failure. Замислете колку неуспешно се чувствувал после тоа. He was a failure. Не беше успешен во тоа, не. But Jesus saw him how he was going to become all the time. Но Исус го виде тоа што тој ќе постане со текот на времето. He knew the whole time what Peter's going to become. Тој цело време знаеше што ќе стане Петар. It's really going to happen. Дека тоа на вистина ќе се случи. I think that's how he sees us. Мислам дека така тој нас не гледа. He knows all our failures and weaknesses. Тој ни ги познава сите наши неуспеси и слабости. But he's got a special name for us. He sees the destiny he's going to make happen. Но има посебно име за нас и ја гледа судбината што тој ќе се погрижи да се оствари. And nothing's going to stop this happening. И ништо нема да го спречи. Nothing will stop this happening. Ништо нема да се спречи ова да се случи. It's not because Peter's so great. Не затоа што Петар е толку голем. Why is it going to happen? Зошто ќе се случи тоа? Because this is my church, my ecclesia. Затоа што ова е мојата црква, мојата еклезија. I will build my ecclesia, Јас ќе ја изграда мојата еклезија and the gates of hell will not prevail against it. и портите на адот нема да ја надвладеат. Because of him, not because of me. Поради него, не поради мене. Maybe you know something of Peter's story afterwards. Може би знаете нешто за приказната за Петар, потоа? Peter had these keys, didn't he? Jesus said in this passage, I give you the keys of the kingdom, to open doors and to close doors. Потоа Исус нели му се обрека за клучевите, дека ќе ти ги дадам клучевите за да отвараш врати, да затвараш врати. And later on, after Pentecost, Peter preached, and 3,000 people come to Christ. Потоцна по 50-ницата, кога се спушта нели Светиот Дух, Петар проповеда и 3,000 луѓе го спознаваат Христос. He used his key and he let these people in. Ги употреби клучевите и дозволи луѓето да влезат. Other times he locked people out. Во други ситуации тој ги заклучуваше луѓето да не влегуваат, да не одат. You know the story of Ananias and Sapphira, the people who lied to the Ја знаеме Holy Spirit. приказната за Ананија. He locked them out. Тој ги исклучи. Peter opened the door to the non-Jews, the Gentiles. Тој ги отвори вратите за неевреите. He came to the Samaritans and the Holy Spirit came on the Samaritans. Дојде кај самарјаните и Светиот Дух слезе врз самарјаните. He went to a city called Joppa and he saw the gospel come into the family of a centurion, a Roman centurion. Roman Отиде во soldier. градот Joppa. Joppa. И таму разговараше со еден стотник, римски стотник. And that was the first Gentile family, non-Jewish family who come to Jesus. И тој го прими Христос и тоа беше првото нееврејско семејство кое што го спозна Христос. But we also see what happens to Peter afterwards. Но исто така и гледаме што се случи со Петар потоа. He moves to a city, he moves to a polis, he moves to a city, Тој се пресели во град, во некој полис, he moves to Rome itself. во Рим, самиот Рим. And we can see the revolution of the ecclesia in his writings. И the evolution. Revolution. Окей, и гледаме револуцијата на неговата на еклезијата, на црквата во неговите записи. It's a quiet social revolution. Тоа е тивка општествена револуција. It's not violent, Не е насилна, but there's powerful transformation. но постои мокна преобразба, мокна трансформација. We see Peter talking to the women, to the wives, as co-heirs, co-inheritors of the gift of life.
гледаме како им се обраќа на жените како сонаследнички на Божјиот дар. They're not down there, they're co-heirs with the others. Не се тие во плотчината положба, туку се сонаследнички. In that church, gold and wealthy clothing is not which marks power and beauty for the women. Во таа црква златото и богатата раскошна облека не е она што го означува убавината на the beauty of, sorry? Yet the money doesn't make you beautiful. Парите не те прават убав. Husbands are told to respect their wives. На мажите им вели да ги почитуваат своите сопруги. Peter tells them your relationship with God depends on it. Тој им вели твојот однос со Бог зависи од тоа дали ќе почитуваш сопругата. Your prayers won't be effective unless you respect your wife. Твоите молитви нема да бидат делотворни ако не ја почитуваш сопругата. David, I'm not going to hear your prayers if you don't respect Kristen and Julie. Девид, нема да ти ја слушна молитвата ако не ја почитуваш Христа. Peter speaks to slaves. Петар им се обраќа на робовите. What is he doing speaking to slaves? Nobody speaks to the slaves. Што прави тој кога им се обраќа на робовите? Никој не им се обраќа на робовите. They're property. They're things which are owned. Имот, нешто што поседуваш. And yet Peter speaks to them as having moral choices. А сепак Петар им се обраќа на нив и им вели дека тие имаат морални одлуки. Inner freedom. Internal freedom. Внатрешна слобода. Those on the lowest social level Тие се на најниското општествено ниво. are said to be like Jesus. А и вели да бидат како Исус. You suffer unjustly. That's exactly how Jesus was. Ти страдаш неправедно. Токму тоа го направија и на Исус. Исус страдаше неправедно. And Jesus died the death of a slave. И Исус умре со смртта на роб. So the gospel is a leveler. It makes people even. Евангелието е поравнувачки, става луѓето на еднакво равниште. And the master and slave have the same master. И господарот на робот има ист господар. The early church practiced baptism of the whole household. Everyone in that house. The man gets baptized, everyone gets baptized. Во црквата се практикувало крштевање на целиот дом. Ако мажот во црквата во домот е крстен, тогаш и сите други во семејството во домот се If this happened, how could the slave or even a child, because this happened, be the sexual property of the man? This is the transformation. Ако тоа се случува, сите да се крстат, тогаш како може робот или детето да бидат некаков имот? Се ги поставува луѓето нели на еднакво равниште. Peter was describing an alternate model of society. Петар опишува еден поразличен модел на општеството. And this was very attractive. И тоа беше многу привлечно. Life is sacred. Животот е свет. The Roman Christians took the unwanted babies off the side of the road because unwanted children, especially girls, were just thrown away. Римските христијани ги земале, ги спасувале бебињата кои што ги фрлале во тоа општество, затоа што некогаш некои деца кои што не биле пожелни, особено девојчиња, биле фрлани. И раните христијани во Рим ги спасувале. So the church had many women actually in the church. Така што во црквата имало многу жени. And the girls married in from the Christian churches, they married older and had a choice in who they married. The girls, the daughters of households, would have a choice in who they married. They would marry at, say, 18, 19. Океј, значи девојчињата се мажеле на 18 или 19 годишна возраст и тие донесувале одлука со кого ќе се мажат. All this made a very attractive model for the Roman city. Тоа станало многу
привлечен модел на живење во градот, бидејќи порано нели девојчињата немале таква можност да одбираат. And maybe a place where the men were somewhat like an autocrat in their family. Порано мажите имале функција на автократ, тој кој што управува, кој што ги донесува сите одлуки во семејството. There was a Latin word, patria potestas. Patria potestas. It's the power of the man. Латински збор кој што вели патриарх potestas, моќта на мажот. And this is transformed, so the man is a leader in the church. И тоа се менува бидејќи тука мажот е водачот во црквата Or the family, или во семејството or of his employees. или на неговите Slaves. вработени робови, But his leadership was completely different. но неговото водство е сосема поинаку. So the ecclesia, it confronted the brutality and insecurity of the city. Така што еклесија се соочуваше со и се спротивставуваше на бруталноста и на несигурноста во градот. Do you remember we said the ecclesia was a dynamic assembly of citizens appointed to establish God's kingdom on earth? Се сеќавате, спомнавме дека еклесија е динамична заедница на луѓе поставени за да ја appointed to Build his kingdom on earth. да го изградат неговото царство на земјата. We've already seen how Trinitas has, and Sasha and the Trinitas Church has had an impact on this city already. Веќе видовме како Саше и црквата Тринитас влијаеле во општеството во градот веќе. Inside of families and with neighbors, Muslims. Во рамките на внатре во семејствата и во меѓу муслиманските семејства. The Trinitas was also put here in this part of the city, in Karposh 4. Тринитас беше ставен тука во градот во Карпош 4. Surrounded here with the Treti Ugolici, the high buildings. Окружен со трите коли убавици. And we've got a special place here. Имаме посебно место And тука. we have these doors which open out onto this. Имаме part of the врати city. што се отвараат во овој дел од градот. As we think about a renewed vision of the church, we're thinking about a renewed vision of what the church is. Кога размислуваме за обновена визија на црквата, We also think about what role Trinitas can have even in this area here. исто така размислуваме за тоа каква улога Тринитас може да има во оваа област. It's so great. Dushan is here. Is Dushan? Толку е убаво што Душан е тука. And we this autumn, Sasha is thinking about doing more exploring about who lives here in the Оваа есен Саша размислуваше за тоа да истражи кој се тука живее and to listen to the community и да ја чуе заедницата and to discover who some of these people around us are. и да открие кои се луѓето што живеат околу. And for them also to maybe see that Trinitas is actually part of their world in some way. И на некој начин да видат дека Тринитас е дел од нивниот свет. And the question will be, where can we listen and be seen to be part of their neighbours' city life? Прашањето е каде можеме да слушнеме или да видиме that we are part of the That we are part of their city life. дека ние сме дел од нивниот градски живот. That we're not just some strange group, some strange kind of Ние не сме само некоја чудна група, new Novi Vernik kind of people, нови верници, but we're really actually are part of their world. туку да видиме дел од нивниот свет. Maybe there's no slaves here around us, Може би нема робови околу нас. but there may be people trapped in financial arrangements which are impossible. Но може би има луѓе кои што се заробени во еден вид на финансиско робство. In our discussions, we think of the people are vulnerable around us. Во нашите дискусии видовме дека луѓето се ранливи. With maybe broken relationships. Имаат
скршени, односно нефункционални меѓусебни врски, is suspicious. и тие се сумнива. Some would be probably in despair, Некои од нив може да бидат очајни, the lonely, осамени, the old, старите, single mothers. стари, самохрани мајки. We learned from Jordan over here that a friend Jordan, that there's probably 300 families who live in these buildings. Од Јордан научивме дека има веројатно околу 300 семејства што живеат во околината. What capacity and gifts does Trinitas have? Какви капацитети, какви дарови има Тринитас To be servants, да служат, to be salt and light да бидат сол и светлина for this community here. за оваа заедница околу нас. And I think there's probably a lot more to come, I think, through Trinitas for the city. И мислам дека уште многу ќе дојде, ќе направи Тринитас. For this ecclesia which Christ is building. Во оваа еклесија што Христос ја гради. Thanks for listening so long. It's been a long listen to me. Ви благодарам што ме слушавте толку долго. I just want to show you a picture here, just right at the end. Picture. This church is called Trinitas, right? Оваа црква се вика Тринитас, нели? Troitse, Trinity. Тројство. This is probably the most famous picture of painting of the Trinity from a guy called Andrei Rublev. Андреј Рублев ја насликал веројатно најпознатата слика за тројството. Trinitas Church, picture of the Trinity. Црквата Тринитас и еве тука слика за тројството. In the middle, that's Jesus with the red cloak and the blue. Да, во средината тоа е Исус со црвено-сината наметка. There's the Father and the Holy Spirit. Од едната страна е Таткото, од другата Светиот Дух. And in the meaning of the picture, that heavenly family is there's an opening into that heavenly family. И значењето на сликата е дека постои отворање на ова небесно семејство. See, there's an opening there. Гледате дека има отвор. And the Trinity is inviting простор за да влезат. inviting people into the family of God. Ги кани луѓето во Божјото семејство. To sit at the table with the Trinity, with the living God. Да седнат покрај трпезата на Божјото тројство. And in that little square there, can you see that? И во тоа малото квадратче There was a mirror. имаше огледало. So an outsider could come and see this picture and see themselves. Така што некој однадвор што доаѓа да ја види сликата, може да се види себе си. This invitation is for me Значи, оваа покана е за мене, to come into the family of God. да дојдам во Божјото семејство. For the outsider, За тие од надвор, whoever they are. кои да се тие. And I think of that picture when I think of these doors open to the. И кога гледам оваа слика, си помислам на овие врати што поканува да влезе некој од нас.